Француските власти воведоа нова мерка за справување со загадувањето на воздухот во главниот град. Собствениците на возила мораат да набават специјални налепници на кои ќе биде означена годината на производство и нивото на штетни гасови кои ги испушта. Врз основа на ова ќе се издаваат забрани за движење во центарот на Париз, наместо досегашното правило пар-непар. Властите велат дека новата шема ќе даде подобри резултати, бидејќи ќе може да се направи селекција со која ќе се воведат рестрикции само за најголемите загадувачи. Сепак дел од возачите се уште не се информирани за промените, што може да ја отежни работата на полицијата. Не знаев за оваа нова шема, само што го открив тоа. Знам дека треба да купам налепница, но денеска ми е дозволено да возам со моето возило. Така што добро е, иако не знаев за се ова. Некои возачи не биле во можност да земат налепница, но имаат потврди дека нарачале. Бевме поблаги кон возачите денеска. Индексот за квалитет на воздухот во централните подрачја на Париз често надминува 150, што се означува како штетен по здравјето на луѓето и може да предизвика негативни ефекти кај сите категории на граѓани. Навистина можам да го почувствувам загадувањето. Имам мали деца и можам да го видам на нивната кожа и коса. Видливо е. Штета што во Париз, кој го нарекуваме градот на светлината, не можеме да се справиме со овој проблем. Не можам да разберам. Како дел од мерките за справување со загадувањето на воздухот во Париз, веќе се забранети сите возила произведени пред 1997 година и мотоцикли постари од 1999. Во 2020-та, според плановите на француските власти, ќе биде дозволено да се возат автомобили стари само до 10 години, што значи дека тие не смеат да бидат произведени пред 2010 година.